Добро вечер, драги гледачи, наши слушатели, кој каде и да се наоѓа, каде и да одмара, каде и да ужива. Добре дојдовте во нашата нова приказна подкаст Тоа е тоа. Кажи ми ти која, али тоа е тоа, али тоа е тоа, али тоа е тоа, кажи која. Дека тоа е тоа, дека тоа е тоа, дека тоа е тоа. Ви ветуваме 10 одлични, прекрасни гости, 10 епизоди во нашата прва сезона, а ќе почнеме не со било кој. Со Кристијан Тасковски, Таско. Како си брат, добро бе, Супер, најдобро. брат. Кажи ми само дека пред да почнеме. Брат, дома те викаат Кристијан. Те знае некој кој Кристијан? Мајка ми ме вика Кико, брат ми ме вика Кико, стариот мој ме вика Кико, исто така да по дома Па сум тоа е Кико. доволен голем број на популација што И вика за сите Кико, луѓе, за брат. сите луѓе по дома сум Кико, за другите сум Таско. Меѓутоа не значи дека не може никој друг да ме вика Кико. Океј, Кико, како си? Не. Не, ако ти викам Кико, ќе не знаат кој гостува. Да, Така да подобро брат да преминеме на ти. Да, може. Може да Таско. се старт, да. Фала ви на поканата, момци. Многу ми е мило што гостувам на еден ваков проект, мислам, подкаст кај нас одржава до сега година. Немало, така да ептен ми е задоволство да бидам прва епизода, прва сезона гостина. Брат, за тоа не е било кој заслужен, за тоа се заслужени момците од Евентив. Значи поздрав до нив, гениални сте. Брат, како се чувствуваш, како ти е, што ти се дешава, што сакаш да ни кажеш? Одлично, брат. Секој пат кога ќе дојам у Велес сум добро прифатен, добро угостен. Колку што знам и баш редовен гостин си во Велес. Да, најредовен гостин сум у Велес. Тука имам и многу јака публика и многу добро поштовање имам тука од луѓето, така да мислам дека секој пат кога ќе дојам у Велес све е како што треба. Значи велешани знаат да проценат и да најдат потенцијал и квалитет. Од секад знаеле. И никад не утнале. Што ти се дешава, брат, во моментов? Работиш нешто, снимаш нешто ново, сакаш да ни кажеш нешто, што да очекуваме? Па да, брат, работам на многу ствари, моментално работам на соло албум, мислам тој е генерално готов, меѓутоа целата ствар со тој соло албум е ради тоа што нели удри коронава, па немав некој ќе кажам дека се финансиски средства за да го изреализирам тој цел проект, меѓутоа имам доволно песни, спремам некоја песна со Раста, спремам уште неколку дуета со други многу познати македонски музичари, нели? И така, флоаме. Само моментално хибернирам. Го спомна Раста, значи, па не знам дали на една рака може да се избројат кој имал можност да соработува со Раста. На Балканов, не одржавал. Брат, ти си еден од тие. Како до тоа? Како успеа? Па, некако природно дојде таа цела работа. Имавме некој настав 2019 година у Охрид. Таму се сретнав уствари прв пат со него. И као беше денски, ја дојдов у Охрид, требаше да настапуваме ден после тоа заедно у Охрид. И као менаџерот мој што ми беше вика као иначе истиот човек што го организира тој настан у Охрид. Ми вика дојдете запознам со Раста, као да се видите, што луѓе сте, мислам да се видите какви луѓе сте, дали се одговарате, дали не, пошто многу често се деша артист со артист да се најде, па тука да игра улога таа енергија лоша некоја. Егоизам. Што го има ке уметниците. Да, и сеевме со Раста, нема везе, отидов ја, здраво, Христијан, Стефан, драго ми е што не ми кажа дека е Раста, ти текно он Стефан, ја Христијан, ја не Таско, он мене не Раста. Шта има, брат, како иде ваму таму, си направивме добар кул муабе тука и севме на базен, брат, ликот гол по шорцеви, ја вака се тресам ти текно. Присуство си на еден од појаките артисти на Балканов, у топ 3. Па да, комото сигурно. можеш да го ставиш у топ Сигурно. 3 артисти. Си направивме еден здрав муабет и утре дента ме покани да дружиме цел ден заедно. Значи ден пред настапот ние се запознаваме, све тоа, седиме тука овоне и утре дента ме поканува да седиме заедно. Седевме цел ден заедно, то поминавме таму, вечерта на настапот изгинавме, мислам дека има и снимки и све од тоа. Ако сакате ќе ви ги пратам. Да знаете за само. збор. Да. И да, од тогаш ми се јави, ми сконтактира као брат, ми се свигаше енергијата што ја имаш, као да ми се допаѓа тоа што го работиш, музиката ти е многу добра, као квалитетен артист си.
кога ќе можеш, кога ќе бидеш послободен да поминеш до Белград, знаеш да се видиме, да изблеиме како што викаат они, ти текнува поседиме и да снимиме нешто. И отидов у студио у Белград, брат. Па не помина, не знам, 2 сати не помина од како седевме заедно и отидовме после у студио и снимивме песна, Тајне се вика. Долго време му стоеше у сев, реално од 2019 до 2021 е колку 2 години се така, да. 2 години му стоеше у сев, меѓутоа сега после толку долго време он сам ми сконтактира и ми рече брате, ово е Иде. Тоа е тоа, да. И така, сега снима некој документарец он за тоа, за неговиот живот, за ни све што поминал и после тоа следи тој цел Ghetto Sport mixtape каде што гостувам на една од песните. Значи, како го кажеме тоа, као ако има во љубовта на прв поглед, како ќе му дае? Почит, респект на прв поглед, енергија на прв поглед. Енергија. Се споили енергиите? Па види, песна не се пишува на сила или проект не се работи на сила, тоа го оставаш да иде, да тече и да се роди. На крајот од денот све треба да му даеш време. Дај му време на времето и остави нека тера. Дај му време на времето, кој го измисли е гениално. Да. И одлично. Да. Како идеја, значи, да настапуваш со Раста, да снимеш со Раста, тоа е веќе, брат, голем подвиг за почит. Гази напред, брат, да стасаш до височините. И знаеш, човекот, мислам ја, од кога го запознав, доби скроз друга слика за него, ради тоа што не е еден од оние, како да ги кажам, дженерик артисти кои што се водат по некој одреден стил на музика, као треба само ова го правам, туку константно експериментира, он си ги прави своите аранжмани, значи аранжмани подразбира инструментал, си ги пишува своите текстови у овој случај, и он сам го кажа тоа на едно интервју, дури он свиреше пијано, ова е многу јака случка, дури он го свиреше пијаното за инструменталов за песна што ја правевме, ја извадив телефон и почнав да пишувам рефрен. И он го прави целиот тој аранжман, нема везе, реди секција, реди пијано, све. Ти текно и ми вика као демека, брате, ја си сконто нешто, му викам, брате, ја имам рефрен. Ај ми ти то изрецитира и ја почнем да пеам. Пара-та-та-та-та-та. Иначе така иде мелодијата, сега издав малце, ама нема везе. Може ексклузивно, брат, слободно. Не, нема да ја пуштиме, туку чисто го кажувам целиот момент како идеше, ради тоа што таа мелодија некако ни завлезе у глава и на двајцата и ми вика, брате, ово е јебено, шта ти то причаш у тексту? Ја му викам као демек зборувам за зборат дека сме криминалци, на нас носиме ланци, у банка ни чуваат пари, грбот ни го чуваат другари, ти чувај ми ги тајните, ти текнува за девојка правиме муабет. Ја, брате, ово е прејебено. Тоа е тоа. Пала. И влезе, он го пресними и тоа ме праша човекот, значи со муабетот беше дали можам да ти го преведам текстот на српски и да го уснимам, брат. Као. Чест ми е. Уживај, као, нема гајле. И така настана, да, ја пишав верс, после тоа уснимивме све тоа и моментално песната си стои и чекаме спот да се сними, чека така да ќе биде за момент. Да. Добро, да се вратиме на, не знам, отидовме директно на Раста. Да. Ама како и да е провокација голема Раста, се спомне. Се вратиме на почетоците нешто да ни кажеш. Ја го што знам, си пишувал и поезија, брат. Па поезија пишувам цел живот, брат. Имам добиено и неколку награди на ниво на Градско опир Република Македонија, мислам уште од тие тинејџерски години, негде 7-8 оделение, прва, втора средно, поезија као поезија. Значи правиме муабет, у 6-то оделение памтам до ден денеска дека имам пишано поезија, мојата новогодишна желба идеше као демек сите деца во светот биле црни или бели, сакам да се едно и сакам да се срекни и весели. Ти текнува. Тоа беше првата строфа, ината му не памтам, не весе. Ама за тоа дојдов прво место на Република Македонија као поезија. И генерално од дете пишувам текстови и поезија, музиката ми е дојдена, мислам, ја немам музичар у фамилија освен вујко ми. Вујко ми е виолинист и свири пијано и значи ги свири тие класични инструменти, не знам сега уште што друго свири, меѓутоа знам дека свири пијано и виолина. И он ми му шалтан у таа музика, мислам у целиот тој хип-хоп фазон и целата таа нели хип-хоп култура. Поради тоа што ете, он бил обкружен со музичари и он добивал некој инфлуенс и влијание од другите луѓе и ми го префрлил на мене. На мајка ми брат. Гени се упрашај. Па да.
До некад. Мислам и дека се гени упрашање, ради тоа што ја пак ќе ти кажам, кај мене у фамилија нема друг човек што прави музика освен вујко ми, така да мислам дека од него имам попримено многу. Ја значи дека и треба да имаш некој за да почнеш нешто. Па да, едноставно треба да имаш осети и треба да знаеш дека например тоа е мојот пат. Сум пробал и да цртам, сум пробал и да правам ред други работи од уметност, ама не ме бивало за ништо како што ме бивало за музика. Тоа е се е тоа уметност уствари, се што значи ти си уствари уметник, брат, у секој поглед. Например, мајка ми многу добро знае да црта. Разбираш, ја не знам да цртам. Брат ми, например, го има наследено тој талент од мајка ми, брат ми многу добро црта. Они работи илустратори, графички дизајн, за сите песни што ми се тие кавер артови, брат ми ги има правен. Така да он Значи се е тоа уствари фамилиарно. креативниот момент кај индивидуа не треба да се ограничува со тоа, например, што он мора да прави. Не можеш ти да го ограничиш некој дека треба да биде добар цртач, ако знае убаво да црта. Може и друга ствар да ја прави добро. Така да уметноста, за тоа имаат кажано, Не е уметноста ограничена, позна брат. граници. Тоа е тоа само. Уметноста. Ти знаеш, ти си актер, ти знаеш, глумиш професионално, меѓутоа ете, многу пати ти доаѓаат напливи емоции, например, можеби не можеш да ги извадиш преку глума, можеш да ги извадиш преку некоја друга ствар. Само да не пробувам преку пеење, братот, и ќе си одиме сите Има дека одма. аутотюн, има аутотюн. Немој само да пеам, братот, Има аутотюн, не се кире за тие работи. Кажи, 2011 мислам, прва песна, Па, не знам дали е 2011, може и 2015. кога што сум запознат, 2011 нешто испаднало. Да, си започнал, ги избишав, добро. ги избишав, Значи, да. Зошто нешто не ти беше окей, не се Па види, не тоа беше беа некои... задоволен од тоа нешто не ти Па е? не, тоа беа некои тинеџерски години кај што нели мислиш дека си најаки, дека можеш све да направиш и дека Сите го минеме тој фазон, брат. Као, еве сега ќе направам бум. И сваќаш уствари дека ништо врска немаш, седи таму, кјути, учи, работи и извади кога ќе бидеш спремен. И да, така помина 2011 со брат ми извадив песна, брат, леле, она сака се викаше, као демек ние пеевме нешто за девојка што сака се, што глупости. Нема да правам муавет повеќе на оваа тема, меѓутоа првиот озбилен проект ми беше 2018 Рутина. Значи најозбилниот проект ми беше тоа кога извадив Рутина веќе светена како што треба. Е тоа како што треба да ни објасниш како што треба, знаеш, има ликови што сега почнуваат млади да знаат уствари колку е тежок трнлив патот на крај краишта. Брат, патот може би самиот по себе од кога ќе направиш песна, и ако е тоа добро и квалитетно, не е толку трнлив. Меѓутоа, целиот процес од кога ќе почнеш ти да се занимаваш со музика, дур да стигнеш некое ниво на, да речеме, мајсторија у тоа што го работиш, е заебано. Ради тоа што има многу луѓе што ќе ти даваат секакви идеи од страна, има многу луѓе што ќе ти викаат дека тоа нема да успее. Ја имав, например, јас со татко ми влагав константно у конфликти, фала му за тоа. До ден денеска сум му благодарен, ради тоа што јас со него влегував у конфликти за музикава, ради тоа што прво почнав да работам чисто со музика као диџеј. Значи пуштав музика по некои скопски локали, ама тоа не беше нешто вау. Ти текно као кафичи, генерално беше таа целата програма. И кога почнав да пуштам музика, он беше као, абе ти сега ќе пушташ музика, вака, така и сега немаме пари дома, ме разбираш, татко ми столар работи, мајка ми беше тогаш невработена. И он викам на стари викам вака и вака, ми требаат пари за да си купам контролер, нели, за да пуштам музика. Ако не ми ги вратиш парите у рок од 2 недели, ќе ти го фрлам у канта. Хард. И тука ти си текнал 18 години, веќе 19, ја не учам факултет, не ме влече, мислам, не дека не ме влече, тешко ми е да седнам на книга и да бубам. Значи најтешко на свет ми е да седнам на книга и да бубам. И тука ме фати една параноја, викам, чекај бе, ја може и да не му ги вратам никад пари, ме разбираш, тоаш беа некои 13.000 денари упрашање. И бев као, ај, добро, не ми треба контролер, ќе си пуштам на лаптоп. Идев само со еден лаптоп, Virtual DJ инсталирано, и на лаптопот имав на тастатурата онакви hotkey. И точно знаев кое што ми е. Space ми беше play, shift и нешто ми беше да синхронизирам, да наместам темпо свето. И пуштав музика се одека не доја оној момент каде што ги извадив Рутина. И од тука веќе почна она медиумската покриеност и текнал луѓе веќе им беше као, еј, чекај, ова сум го слушал у Америка, сум го слушал у Србија,
сегде околу нас технички, Бугарија, нели, Албанија, еве го и кај нас. И ме побара од тогаш мислам дека беше 1 ТВ. А можно е да имаше таков медиум? Да. Да, мислам дека беше одамна. 1 ТВ. Како беше бе ова бе? На Боки што го затворија 1 ТВ беше. Да. Поздрав до први, Боки. не, шадаут, ради тоа што првата телевизија што ме побара беа они. Ти текно, они ме побараа први за да им давам интервју. И кога на стариот му ги донесов првите пари од настапом беше као, аха, Ќе биде нешто. ти си тој. Ти си новиот, што викам јас сега, не можеме да го прескокнеме, а да не го кажеме, мислам, ти си новиот сладкар. Ти текно. И од тука тргна цела работа, добив конечно поддршката од дома, меѓутоа, што ми беше муабетот? Патот сам по себе од првата песна до да стигнеш до некој ниво не е толку трнлив колку што е патот од почетокот до првата песна. Значи до првиот проект сериозен што ќе го направиш. Понатаму тоа е тоа. Понатаму нема. Понатаму веќе знаеш, имаш поддршка, добиваш од други луѓе, добиваш од ти се јавуваат за настапи, почињаат да ти звонат луѓе за телевизија и све тоа окей. Меѓутоа, од самиот старт, од кога ќе се решиш дека треба да правиш музика, до првиот сериозен проект што треба да го направиш, е заебано, реално, смеам да кажам вакви збори? Слободно, брат, гази, ако треба нешто ќе средат. Да, добро. Е заебано ради тоа што многу луѓе се сумњаат. И константно ќе се сумњаат. Мене ден денеска ми се дешава се сумњаат луѓе у мене. Меѓутоа ја имам една ствар у главата, мислам не у главата, у желудникот ми е. Кога желудникот ми кажува направи вака, ја го правам. И тогаш знаев. Тогаш на сите луѓе околу мене им зборев као бев у фазон. Брат, нешто ќе се деси, ќе ми го промени животот. Ај брат, лупаш глупости. Брат, викам ќе се деси нешто, осеќам. И се деси. И животот ми се смени. Таа промена на животот ми е многу интересна. Од не знам, од Кристијан од мало до Таско на Балканот. Так. Кај тебе таа промена? Брат, имаш со женски сигурно страшни проблеми, имаш проблеми низ град, имаш проблеми по локали, имаш секаде проблеми сигурно, зборувам проблеми. Немам со Проблеми. женски проблеми. Не се проблеми тоа. Свето е едно сладко задоволство, не се шалам. Чекај, не те интересира девојки, до готово, значи окей, нема проблем, нема девојки, Кој не нема. па, имам девојка за тоа, мислам. Аха. Си имам девојче, така си тераме заедно, све Добро, окей, пред све девојката? Пред девојката беше турбулентно, да. Морам да тоа ме признам. интересира. Пред девојката, брат, оти, пак кажу, значи не те знае никој, шеташ низ град слободно, до промената секој те знае, секој те задева, да секој си му интересен. Тоа е сигурно, ако не е ништо друго на почетокот е тотално лудо. Беше турбулентно. Значи тие настапи со Двабона кај што настапувавме заедно низ цела Македонија, кај што вртевме и мислам дека види, тоа е составен дел од кариерата на еден музичар, артист, да речеме, ради тоа што константно си меѓу луѓе и запознаш нови луѓе. И нас ни дојде тоа као многу брзо. Ти текно, ние почнавме со музика, почнавме да правиме музика ради тоа што нас ни се свиги и брзо не прифати една млада генерација која беше заглавена помеѓу не знам, од која прекина Сладкар, дури не дојавме ние. Ти текно, тука имаше нели една етапа од некој 5-6 години кај што немаше македонска квалитетна музика, речеме и некоја ако не урбана музика. Реално да правиме муабете, имаше музика, нели, Владко Лозановски вадеше музика, Next Time вадеа музика, меѓутоа таа друга музика не е. Тоа е целиот момент, што не е таа музиката на бунтовниците, на оние што се надвор од дома константно, што оние што се на улица со екипата и натаму нааму. Текно не е таа музика за хип-хоп и начинот на хип-хоп. И нашево не е некој вид на хип-хоп, може ако класифицираме како поп, меѓутоа ние објаснувавме случки од дневна база у нашите песни. И луѓето кога го слушаат тоа се поистоветуваа со истите теми, Го препознаваат. го препозна. И ради тоа нас ни тргнаа сите ствари во нагорна линија уште од сам старт. Ради тоа што ние објаснувавме наши животни приказни, а имаше генерација која што беше заглавена од 5-6 години без никаква музика и која слушаа таа музика си рекоа: "Оу да, ова е тоа." Разбираш? Тоа е тоа. Тоа е тоа. Да, тоа е тоа. И си рекоа да, тоа е тоа. Еве музиката што ни треба, ова ни треба за диско, за теретана, за дома, за потуш, за
со девојка ми кога ќе се гледам и кога ќе се и све останато. Така да тука беше тој пресврт на целата кариера и мислам дека до ден денеска уште држиме некој стандард, а веќе се поминати 3 години. Пред девојката. Да. Случај можеш да ни раскажеш со девојки. Сигурно си имал XXXX случаи. Па си имаат дешано, брат, многу случаи си имаат дешано. Само сега не сакам да зборам. Знаеш зашто не сакам да зборам? Ради тоа што многу жени ќе бидат како ме спомна. Шо ви не сте еден глуп да тибам матер, да тибам, шо збориш така за жените, ти вака така. Као што ние мажите имаме потреби за некои работи, така и жените имаат потреби за некои работи, а поготово со згоден маж, набилдан и познат. Таско, тоа е тоа. Тоа е тоа. И да, ни се дешавале многу случаи, многу фанови, многу градови, меѓутоа секаде каде што сме отишле, мислам дека сме оставиле позитивен ишход, чист образ и секогаш добра журка. Кажи, спомна за... Ке те вртам у темите, ти ме интересира и нешто друго. Спомна дека не сакаш да бубаш. Да. А колку што знам, 2 факултета имаш зад тебе? Да. Ама ги немам завршено никад. Кој беа факултети? Едниот беше филолошки, се запишав на француски со англиски. Не, таму реално отидов ради жени, брат. Знам дека таму на јазики да жени секад. И стварно абе, шо? Абе направе, не ме забе. На филолошки знаеш ти колку жени имаше, двајца бев у група и имаше 20 жени, брат. Значи одиш на филолошки и си господ, брат. Да, отидов на филолошки и не правев ништо таму, реално, као француски, а се запишав прво на катедра за англиски со француски, пошто англискиот ми идеше окей, ти текно го разбирав. И немав бодови за таму, пошто средно завршив во петете и бев многу немирно дете. И немав, као си вика тоа? Ај кажи, немав бодови, поени, за да се запишам таму. И така, се запишав на француски со англиски, пошто им фалеа студенти, ме ставија на таа катедра, отидов еден месец и се отпишав. А вториот факултет ми беше безбедност, одбрана и мир, и тоа што многу ме интересираше тероризам. Тероризамот како тема ми беше една од омилените ствари, и тоа што све пратам поврзано со тоа и многу ме интересира психологијата позади тероризам, терористички напади и тоа како размислуваат тие луѓе, нели. И таму само предмет по тероризам го положив и ништо друго. Чи ти имаш 25 години? 25, да, сега 26 ке пуна. Февруари. Так. Да, 25 февруари. Да. Брат, имаш 25 години, имаш 2 факултети позади тебе, музичка кариера и полицаец. Реално, таа ствар мислам дека е еден добар дел од моето искуство животно и многу ми помогна да сватам што треба и што не треба. Тие сите рутини што ги поминав таму и сите дрилови и све тоа што го направив таму ми беше едно големо искуство за да ја можам утре да продолжам понатаму животот, да гурам и да знам што да правам. И ми беше голема желба да отидам во специјална единица, меѓутоа не ми успеа. Тоа и така. Тука сме со крај музиката. да си пробал, си видел докаде што може. Па да. Ако гледаме напред, не си изгрешил. Да. Значи, генерално јас сум таков као човек, брат, не зимам ништо за зло у животот и ништо не ми е као пропадната инвестиција, туку све ми е лекција. Една лекција, дали е добра, дали е лоша, меѓутоа све е лекција. И така гледам на животот. Животот е лекција. Гледам како една голема лекција на него. За новиот албум да ми кажеш? Па да, Или имам не сакаш да спремно. научиш? Не, имам спремно албум, мислам тој требаше да искочи 2020 година. Таму негде на 25 февруари сакав да го извадам, точно за мојот роенден да ги почастам луѓево со албум. Меѓутоа од финансиска гледна страна не бев спремен. Нели го правевме мојавето тише пред да доеме тука, зашто е тоа така и како е Корона тоа така. тајм. Корона тајм и плюс тоа што нашите институции не поддржуваат млади артисти и не го поддржуваат оној момент на ти текно правиме подкаст. Кој го плаќа овој подкаст? Ти и уште 4-5 души, така? Мора некој да стои за тоа, брат. Значи, Така да. Министерството или општо сите институции не застануваат позади тебе ради тоа што не веруваат во таа работа или ради тоа што некој е таму забетониран и мора да ги земе тие пари. Јас сум реален. И така е. И така функционираат работите кај нас и тоа не треба да се крие. Меѓутоа
дајте да преминеме преку тоа. Дајте 100% ја се кладам преска ти кажав дека на тие вработени луѓе во тие институции децата ме слушаат мене и 2 бона и пајак и сите останати, ме разбираш. Дајте да го смениме тој шаблон на брат имам човек ваму, имам човек онаму. Дајте на тој стварно што му треба. Ма лесно е уствари тоа да се смени кај нас од држава, ти кажав. Значи ни требаат увоз на 200.000 скандинавци, ни требаат увоз на 300.000 германци и 4.000 кинези. Јапонци исто, брат, ќе функционираме ние топ. Иначе пиеме чај. Да, Мислите на здравје, да си чао. мислите, да. Уствари пиеме чај. Значи прво вечеравме, што ќе кажеш уствари која пастрамајлија е најдобра у држава. После тоа што бевме во офицерски, затоа што за мене офицерски имаат најдобрата пастрамајлија у држава дефинитивно. Брат, знаеш како, јас сум многу голем љубител на месо. Вегани, извинете, стварно. Да ви се извинам од се срце, ама не можам да Не го гледам оставам зошто месото. се извинеш. Затоа што ми ја јадат храната за моето месо, затоа. Они ми ја јадат храната, нема везе, не се шалам. Секој си има право на избор, нели, тоа си е нивна работа, нема везе, јас сум голем љубител на месо, меѓутоа, да, Велес ми има добра пита, а пастармајлија штип. Кај пиштолот? Дај пиштолот. Штип рече, дај пиштолот. Значи ова не е кажано, значи Таско, знаеме некојаш да биде му заблуди, значи ќе му простиме, не го кажал тоа, ќе се разбереме накнадно кој ќе се исклучат камерите. Не, без навреда, знаеш, за храна сум многу голем љубител на храна, брат, и поштам добра храна, така да и идам на одредени места каде што знам дека има добра храна и не ги менјам, значи скоро никад. Затоа што пробувам сегде, ама кај ми се свига храната, таму идам. Например, имам еден другар, има, не знам дали сте пробале, роло гиро. Јесте, да. Не, Буби има пробан. А докато сме кај гиро, кај храна, ресторан, си имаш, немаш или се... Имав. Заврши Сам таа го приказна. отворим- Да, го отворивме као семеен бизнис, меѓутоа почна цела таа прича со корона, со сертификати, со глупости натаму наму и бевме као, аха, не иде ова вака, дај ќе го паузираме, да, го исековме. Го паузиравме, па ќе видиме натаму. Меѓутоа што ми беше моето за рологирото. Рологирото е една од најдобрите измишлјотини што постојат и константно го јадам, например, кога сум многу гладен. Така да, еве, да не се ти кога си љутите гладен. за питата и за пастрмајлијата, рологиро е најбољи ствар. Ај, Дај ме опни пиштола, бе, брат, Ај, дај. опни ме, ете ти таму нешто позај. Не, значи добра храна е добра храна, нема везе. Не, јас сум Каде кога се станува прави? збор за храна, сум добар дегустатор, Аха. така да кој му треба дегустатор, тука сум. И он е добар дегустатор, сум добар што ме по дегустатор, месото, можеме заедно да функционираме. Е срски. Оу, добар чај. Добар. Ванила јагода. Кај Ми се допаѓа. Ладо ми се. Кажи ми, кој за тебе е најдобар типстер у Балканот? Нера типс. Не Брат, тоа како е можно? Значи, мада во држава кај нас, во Македонија, не е баш поминато тоа, имаш соработка со него. Да. Направив една песна со него. Добро поминавме, мислам, све беше окей. Генерално таа песна што му ја направив му беше за златната панамера се одека не купи Мерцедес. Уствари ја слупа, мислам. Ја слупа, да, ја слупа. Чалетов син пролупа ауто. Убиче ме. Да. И се видов со него у Београд, добро поминавме, мислам се испоштувавме све, се видовме цела вечер, фул беше, така да. Добар дечко. Ептен. И знаат што прават, реално, анализираат, знаат што прават и го работат тоа како што треба. Тотално откачено, раста и не рад типс. Па да, бе. На војаш му барав бокс меч сега скоро. У коментари. Кој е следен? Кој е следен? Не, се шалам, знаеш. Србите се многу добри како артисти, како народ и не прифаќаат ради тоа што гледаат дека тука сме некој мал пазар и сакаат да се пробиеме натаму на кај нив и многу ми помагаат. Например, од IDJ Videos ми искочија скрос у сусрет за последнава песна што беше 100 позива. Буквално без пари снимав кај нив во IDJ Videos, со целата нивна опрема, со целото нивно људство што го имаат и целиот тој логистички момент што стои позади нели таа фирма. И да, константно бараат нови артисти, само си бараат и многу работа.
Па добро, ако споредиме естрадата на Србија, конкретно, те спомнавме ли, за Србија зборуваме, и нашата, не знам, нема споредба, вајде. Мислам, не само како Србија или како Македонија, туку и у самите естрадни уметници, како и да ги наречам, брат, значи познат. види, нив и константно ги прати некој скандал ради тоа што они знаат дека тоа е шоу бизнисот и знаат дека скандал носи пута 10 него ли добра песна и сега ќе збориме добро и ќе бидам јас најдобриот човек на планета Земја. Ме разбираш? Значи они знаат дека скандалот носи многу поише, а после тоа, после скандалот он може да испромовира многу ствари боле. На грб на тој скандал. Прост пример ќе ја земеме Јелена Карлеуша, брат, која искочи и слики и свет и текно и она како направи песна со газда па ја ма буди хейтер баци лайк. Прагао. Чао. Шоу бизнис. Крај на приказната. Да му имат раскрстено дека тоа е шоу бизнис, јас сум тој и тој или таа и таа, и ја одам напред по секоја цена, а не да се пикам у скут вака и да се крием. Ете така. Тоа е тоа. Кај нас го имаме тоа е тоа. Тоа е тоа. Кај нас го Тоа е имаме. тоа, ама не, тоа Кај е нас тоа. го имаме тој реален проблем дека сите сме светци, дека никој ништо не прави, не, знаеш што- нема швалерки, не пие. Знаеш зашто е тоа така? Ради тоа што живееме во едно конзервативно општество каде што било што ти и да правиш поразлично од некој што го поставил тој стандард за да речеме шоу бизнис, ти си ненормален, ти си наркоман, курва, педер или било што све друго. Таму 30 години бариери, бе, никој да не проба онака баш. Е, па ете, да ги ние размрда. пробавме, а ги мрднеме и нас не стаја на тапет. На мојет, од кока трнат нозе. Ја мачкате коката на нозе за да трнат нозе. Не бе, брат, така иде текстот, јеби га, таква песна сме направиле. ме Такви разбираш? инспирации имав, тоа ми текни, И го тоа сме правам и го стојам направиле. за тоа, окей. Нема везе. Муабетот ми е дека се што правиме го правиме искрено и како што треба, а секогаш некој кај нас поготово па ќе се погоди за да прокења за некоја ствар, ме разбираш, таков за народ. некоја, уствари Сакаме за други, се. а не сакаат, а не се сакаме себе, брат, така да не се сакаме едни со други, а сакаме сите, а не сакаат од околу, епа, брат, не иде тоа така. Не иде. Не иде. Не, па тоа го кажуваш, уствари ти имаш проблем со наши соработници, некој освен со Два Бона и со Слаткар. Со Пајак имам исто песна, со Тракер, меѓутоа тоа сме ние луѓето Вие сте што- пријатели, другари и така натаму. Да, и со Лина, ете што ја направив не валјала, меѓутоа, знаеш како, секаде негде се влечеш, се тегнеш, дај ова, дај она, дај пари за спот, дај ми текст за песна, дај ми инструментал, дај ваму таму. Брат, го имаме еден Дарко Димитров, што морам да го спомнам, го имаме еден Дарко Димитров што на 70% од Балканов им ги прави хитовите. Ме разбираш? Значи Дарко Димитров им ја направи песната на Hurricane за Евровизија, така беше? Локо Локо е негова, така? Да, да. На Анастасија Ражњатовиќ ги направи скоро сите песни. На Едина, не знам, Едита и на ред други артисти им прави песни. Квалитет. Од албанска сцена не зборам, на последната песна на Мозик има работено. На Нојзи му правеше песна. Дурата Дора е мега популарна звезда у албанската сцена, има снимено две соработки со француски артисти кои што се крем де ла крем у Франција. И ние го имаме еден Дарко Димитров кој што и ретко кој го знае. Разбираш? Добре, М2 продукција на Па да, на времето, а меѓутоа моментално човекот е буквално ти кажувам дека е у кремот на музичката продукција у Европа. Значи ние го имаме Дарко Димитров, а немаме продукција во нашава држава уствари. Тоа ти кажам. Немаме изведувачи, Дарко немаме Димитров естрада, работи за немаме надвор. ништо. Дарко Димитров работи за надвор и ништо друго не го интересира. Као сватил колку е саатот јеви. Exactly. Без да каже збор прави пари. И прави квалитетна музика. Да не се лажеме, значи прави квалитетна музика човекот. Како е Таско, што спомнавме, пред да биде Таско, значи со пријатели, со другари, останати исто се. Мојет, кој ви се у спотот? Пријатели, другари, Сите ми се, да, познаници? сите ми се другари, пријатели, познаници, мислам. И у спотовите генерално ставам луѓе што ги познавам, што ги поштувам, што се знаеме, што се слушаме на дневна база, што си помагаме. И кругот на пријатели ми е останат ист, све ми е останато исто. Значи Таско ист пред и Па да, може да се каже, да, ради тоа што, види, имаш многу луѓе што ќе сакаат да ти се доближат, меѓутоа, знаеш зашто
не им дозволувам ради тоа што мораш некогаш да постоиш некоја граница, затоа што тие луѓе што ти се за една вечер, за 2 вечери, за 3 вечери, што се тука со тебе која имаш, ги нема која немаш. Верувај дека ги нема. Кога ќе легнеш пред спиење сам, се раѓаш сам и умираш сам. И тоа нека остане така. Затоа што стварно е така. Единствени луѓе што ќе рипнат за тебе пред куршум се мајка ти, татко ти, брат, сестра. Никој друг. И тие луѓе треба да ги држиш најблиску до себе. Да ги поштуваш, да ги сакаш. Од друга страна, ја имам екипа. И тоа имам луѓе сегде. Меѓутоа, кај одредени луѓе сум со резерва, кај одредени луѓе имам срце оставено. Добро, не можеш секој да функционира со секој, еве ти се што сакаш. Па не може, ради тоа што јасно. некад стварите не се така како што изгледаат. Да, добро, главното е инаку дека многу од луѓето, значи, дека пред да станат некој нешто, биле со некој, после се заборава кој е тој, со кого бил, Па како даве нели бил. правевме муавет, ви за Сладкар правевме муавет со единствена опција и токсикологија и све, и на крајот таа екипа секој си отиде по свој пат, така да Да, ако се отвараат нови патишта, тоа е тоа. ете ти. Таско и два бона. Истото се деси. Они си отворија горила, јас си останав урбан, ме разбираш. Меѓутоа пак нема Односот? тоа сакав да ти кажам, пак нема зла крв тука меѓу нас, пак седнуваме, сега да му сеам на кун, ќе ми крене. На Тони да му звонам сега, ќе ми крене, ме разбираш. Тоа е најбитно ствари да се останат релации. Се гледаме, ја идам кај нив у студио, седнуваме на кафе. Мислам, луѓето тоа не го знаат, ради тоа што не ставаме сториња, не ставаме дека сме биле заедно и ништо од тоа, туку седнуваме и правиме муавет за најразлични теми од кариерата, најразлични теми од музиката и најразлични теми, не знам, од живот и од свети текно. И не треба тоа никој да го знае. Ако сум ја кул со нив, штампа некој да прати, да знаеме што правите. да. Ако сме кул и тоа е. Мислам, ја не им зијам за зло ради тоа што реши они да си отворат сами своја продукција, ради тоа што на секој артист му е сон да си отвори сам своја продукција. И не можеш ти да му земеш на човек за зло ако сака да си направи негова работа. Исто како за музиката. Што направивме ние наш фазон и после тоа они си зема да си направат нивна продукција. Тоа е нормално ствари во животот, стасуваш до некој, не знам, раскрсница, ти се Да. одлучуваш, ваму одиш, другиот таму оди. Да. Тоа е тоа, газиш. А со Сладкар, Марадона. Најкиот проект беше тоа. Жими се кога снимав песна со Сладкар, кога да ми се остварија сите детски соништа, брат. Сите оние тинејџерски денови што сум сањал да снимам песна со некој ми се остварија, брат. Добро поминавме на тој проект, иако скршивме еден дрон. Поздрав до Томи Железара. Брат, Само еден чиме не е страшно. дрон од 2500 евра го скрши, брат. Значи дрон Phantom 4 Pro го леташе над градски стадион и тоа се смеам, не сум спортиста, трчав на градски. Не сум спортиста, како трчав на шутира да градски. уствари. Страшно. Нема, шабан сум ја за фудбал ти кажав дека сум шабан. Врска немам за фудбал, меѓутоа за баскет ако сакаш може да правиме моја. Само бубе ако стои подкоч. Не може. Што играш, плеймейкер? Лакташ сум, да, плей. И да, со Сладкар која направивме песната, мене ми беше тоа, брат, буквално као да скршив, мислам, као да штиклирав едно од оние to-do лист, што си ги имаш, си ги правиш секад, као треба да направам ова, треба вака, така, онака, и као тоа да си го штиклирав у животот. Као да бидам познат у Македонија, окей, да направам хит песна, окей, да направам песна со Сладкар, окей. Ти, брат, си направил познат, Сладкар, Раста. Па да, тоа со Раста ќе го штиклирам кога ќе искочи, кога ќе биде екзекутирано. Со Типсеров инаку тоа ми е тотално исто откачено од спотот, го имам гледано неколку пати. Да. Затоа спотот уствари хаос. Добар е, За Нерат е добар. Значи, он сака да направи некоја кариера со музика, меѓутоа си прави поише пари на страна. Си прави кейф, нерат уствари. Да. Како со него, брат? Како уствари? Па он ми сконтактира, брат, уствари, као сакаше да му правам песна, у кој фазон, некој Равка Мора Бонс фазон, окей, ја тогаш бев у тој гаст. И тамани се вратив од Германија и бев на концерт на Равка Мора и Бонс, ти текно у Минхен. Се вратив и скрос упукан у газ, као думка. Ма направив, јао, брате, ај, спомни нешто, Белведере, ваму, таму, ово, она, флаши, марки, отиде.
ај. Лудница. Да. И да, беше он презадоволен, ја мислам ја снимив песната му, ја пратив, он ми прати тоа што треба. Тоа што требаш. И да. Да, и се надеш на следни соработки со него чим си пратил тоа што треба. Он ме бараше сега скоро да направиме песна, меѓутоа, знаеш, сега сум у некој фазон каде што нит сум ваму, нит сум таму и пробувам да се откриам негде сам себе, и тоа што цел процес некако да изгубив желбата за музика, ти текнува. Ко си исцрпен? Па да, се дешава тоа. Тој креативен блок мора му се деси на секој артист и искачаш од него, меѓутоа искачаш од него на многу подруг, не тоа што си бил. Затоа и се овие плетенки на глава. Добро, затоа секогаш ми е чудно, значи некој што има кариера, не знам, 30-50 години, од каде се црпи таа енергија за нешто ново, сакам тоа да го направам, Дока имаш онака пред тебе, што ти е најголемото нешто што сакаш да постигнеш? Па брат, не знам, знаеш како, ја не се ограничувам ни со јазик, не се ограничувам ни со Па брат, затоа беше на филолошки на крај. Значи Ти како си ограничен со јазик на филолошки си? Па тоа ти кажам, не се ограничувам ни со јазик, не се ограничувам, значи затоа можам и да пеам на српски, на англиски, на било кој друг јазик и муабетот ми е дека у целиот тој процес негде мене многу брзо ми дојде цела оваа, да ја речеме, кариера и негде закочив, негде застанав. После заминувањето на Двабона од Urban Records негде застанав ради тоа што тука веќе ја имав 23 години, ти текнува. За 23 години човек да има таква јака кариера и толку стабилна кариера и да има екипа здрава позади него, ти текнува, легнувам на спиење и се осеќам како никој не може да ме победи. Од моментот кога они си отидоа од Urban Records, тука веќе настана еден пресврт каде што чека малце. Значи не е се така како што изгледа, ме разбираш. И тука почнав да се барам сам себе, да си го барам жарот, да си ја барам таа емоција, да си ги барам тие мисли што ме тераа на почетокот да отидам ја докај што отидов. И конечно ги најдов, спремив албум, меѓутоа Коронавирус! Усвари, корона не уназади, и така ние бевме до некој си стадиум кај што викаме немаме ние страда, имаме 300 проблеми, се бараат спонзори, мада што нема проблеми со спонзори. Кој нема страда, брат, рокавме сегде, секој викенд бевме букирани, брат, не ме заебај. Секој викенд бевме букирани, значи секој викенд различен град. Тоа е јасно, значи Таско, значи е нормално, значи јас сум од Велес, Таско знам дека ќе дојде таму, ќе оди таму, значи не сум од Скопје па да знам демек у Скопје ќе биде 3 пати у неделава или нема врска. Значи знаеме Таско дека ќе биде таму и таму. Знаеме уште 5 луѓе каде ќе гостуваат у држава, ама за останатите што се на естрадата зборувам дека немаме естрада. А дека да, некој што си го нашол патот, што си го вози, супер е лесно. Знаеш што е целиот момент, тоа е целиот момент што ние кога почнавме да работиме сами. И сами си го креиравме тој пат. Нас никој не дојде да ни дае 10.000 евра, 20.000 евра, еви, снимете албум, снимете спотови, снимете све. Ние сами го креиравме тој пат и ради тоа знаеме како треба натаму да тераме. Меѓутоа, дали приметувате што се случува моментално ради тоа што само ја и Двабона не вадиме музика? Дали приметувате дека никој не вади? Нема ништо ново. Разбираш? Па затоа зборам дека немаме естрада, брат. Се сведува естрадата на не знам на 5 луѓе што работат. Ја не сум компјутер. И они не се компјутер. Да седнеме и да штанцаме песни по секој ден, ме разбираш? Значи не сме ние машини, не знам, ригови за копање биткоин па да работиме по цел ден и да ни вришти климата и да не лади и да цело време знаеме што треба да правиме. Ни треба одреден временски период пауза. И тука се деси тој момент каде што ние правевме пауза и јас се видов со Двабона, седнавме у студио и правевме муабет и беше муабетот као брат, мора да вадиме музика и тоа мора да извадиме многу музика, ради тоа што тоа ни е животот, тоа го работиме, тоа го правиме и ако не вадиме ништо, тоа е тоа. Крај. Тоа е тоа. Тоа е тоа. Тоа е тоа. Спомна копање биткоин, ти не си од трговски врачу копаш? Не, ја не копам. Овие плускавци на рацете не ми се од копање, само да знаете. Тоа што викаат плукни си на рака и копај,
Значи некаде функционира, некаде не. Што си сел, тоа ќе жнееш. Што си мајнал, тоа ќе NFT-уаш. Тоа е. Ствари, лупам по масава, брат, слободно лупај по маса, декорација направи со секера неа Немој бе да ме провоцираш. Значи, дај се кирата, нека проба дали Креатин, немој креатин. Вежбаш уствари, сега креатин, што спомна вежбаш. Како ти функционира уствари дел? Стануваш, вежбаш? Да, станувам од Сабајле, идам у теретану Sky Wellness идам. Си пијам кафе таму, преди тоа што е огромен објект, има базен, има сауни, масажи, све и свашто, има кафич. Седнам таму, пијам кафе. Значи, кој сака да го види уствари Таско, секој ден може да си од Sky Wellness. Седнам таму, пијам кафе и влагам на тренинг и вежбам. И сум убиствено. Сонџоку ми е идол, така да... Хаме, ха! Значи, ствари ти у спортот теретана и баскет. Да. Пратиш нешто друго? Фудбал, например, денешниот случување? Па пратам фудбал, али не толку често ради тоа што не знам. Не дека дисреспектирам играта, далеку од тоа, меѓутоа фудбалот никогаш не ме влечел. Знаеш, има луѓе што пратат фудбал и се до смрт за фудбал. А има луѓе што пратат баскет, има луѓе што пратат ММА, например, и тоа го пратам многу често, знам да гледам UFC, Bellator, знам да гледам One Championship, и тоа ме интересира, боречки вештини ме интересираат, и тоа што имам вежбано и карате, и кикбокс, и бразилска џиу-џица, сум самоук, и текнува борење и тие работи. Генерално тоа ме интересира. Фудбалот онака го пратам, освен кој игра репрезентација или Манчестер Юнајтед. Остао пиштолот. Манчестер го спомна, не треба пиштол. Не треба пиштол, трни го. Трни го, остави го. Брат, ме погоди Манчестер Юнајтед и Македонија. Значи тоа е тоа, брат. Значи јас животот го давам и за Манчестер и за Македонија. Да, ја го знам Роналду уште кога беше шатиран. Уште кога беше девојче. Со змии на глава. И со забите 16.000 плюс тука. Не знам кој го знае. Еванс? Џони Еванс. Кој го знае? Никој не го знае Еванс. Па ние го знаеме тука. Ние го знаеме, но никој не го знае Еванс. Гикс, Руни. Тоа е веќе па не е толку далечна генерација, наша блиско е сега. Се пензионира сега. Кој блиско е? Ај, кога е? Руни. Ама у пик на кариера, кога беше Руни? Пред повеќе од 10 години. Значи пред 10 години ти е 2010-та. Од прилика, да. Јас сум дете на PES 06. Па ти види, има ли некој тука што не газал на PES? Ама PES 06, значи со златното со Адриано од Интер. Сврти го вака и шутири. Што сакаш прави со Адриано? Од Интер нема. Од другата страна Ибрахимовиќ. Значи Адриано у Интер кога играше кога беше на кавер на PES 2006. Од таа генерација сум ја. Па ти види колку долго време најувам за Манчестер Юнајтед. Манчестер Юнајтед, уствари Манчестер Юнајтед почна били влак на дијам, брат. Ја. Оти најувам за Манчестер Юнајтед, да знаеш, само поради тоа. Сега како вика 10 години фановите на Арсенал и на Юнајтед гушнати. Дака, брат. Сваќам. Да, те сваќам, да. Уствари, сега се дешава нешто ново, може ке... Па би требало, да. Јас израдував Роналдо кога дојде ради тоа што не ради тоа што е Роналдо и ради тоа што е најјакиот фудбалер аубау, туку ради тоа што се врати у тимот, у тимот што го направи да биде тоа што е. Значи, кога влезе у Юнајтед, он покажа толку добра техника, толку добра спремност за фудбал, што мислам дека ретко кој можеше да му парира туку у тоа време. Тоа се ствари Манчестер на времето играат против Спортинг, па играчите му кажуваат на Фергусон као дечко не се запира. Да. Дечко не се запира лудак. И имаше неколку утакмици кај што го гледав она позади нога као так набацување и све друго што правеше, значи Роналдо е човекот. И многу бев радосен ради тоа што се врати у Юнајтед, поради тоа што целата прича што се врти околу него почнува од Юнајтед и најверојатно ќе заврши у Юнајтед и тоа е евентуално ако се излаже со Спортинг да заврши од предходно. Па да. Ама мислам дека имаше на еден пост кај што го имаше пишано тоа како демек сир Алекс Фергусон this is for you. Па апсолутно, уствари тој му е, не знам, ментор. Па, он го има земено, он го стави у Юнајтед и го држеше долго време у такмици за да се покаже и да го земат после Реал, па Јуве да го земе и на крај пак да се врати дома. Таско направи песна за нас, маченици за навивачите на
Манчестер Юнайтед. Напре, брат, разбери не некако, ти си тој... Да, може. Значи, еве, ќе направиме петиција, ќе подпишеме, да направи за нас, брат. Значи, може. Значи, да мора, он не разбира, мора да направи нешто такво. Тешко ние, значи мачно ние, Коса Беле, има една за Коса Беле, нешто друго да беле, али да не навлегуваме натаму. Кажи ми, имаш... Јас сум до некаде разочаран за ждрепкава денешна, ама шо ќе кажеш за... Ни се падна Италија у гости? Ни се падна, брат, ако поминеме Италија, Португалија. Они јадат пица, ние евари сирење, така да. Пиџун, така да. Они мелат патлиџани, ние мелеме, брат, пипер. Пиеме ракија. Тука нема заебанци. Не, нашо репрезентацијава мислам дека има добра хемија. Сега реално Италија е еден голем противник, сериозна екипа, спремна екипа што го освои претходното европско беше, така? Да. Последно во европско што го освои бе италијанците, така да меѓутоа не знам, топката врти, топката е округла. Да. 90 минути плюс продолжетци. Не, уствари е жално што не знам, на едно светско нема да учествуваат Италија и Португалија. Па да, ја мислам. Да, така. Уствари, колку треба? Барди треба 2 слободни удари да има, да дае 2 гола и на италијанецот да му стават расипана саламу у пицата, толку треба. И на среду такмица да му кркори стомак. Не, да беше во Македонија дуелот, уствари можеше се деси сите да имаат тровање. Може ми тоа да го направиме, кај нас функционираме така? Не ние. Не ние. Може ми тоа да им го бутнеме и да тераме напред, ама. Знаеш како, мислам дека види, репрезентацијава што имаме, мислам дека е една од подобрите репрезентации после на кошаркарската репрезентација што ја победи Литванија. Тројка за Македонија. Владко Илиевски, Мекеле, Перо Антич. И мислам дека оваа фудбал е таа репрезентација што може да донесе многу резултати. Као пласирани сме на европско првенство после, мислам, на европско класе. Прв пат. Пласиравме, па тоа ти кажам, прв пат од кога самосталена Македонија, тоа се 20 години, брат. 30. Ете, нека е 90-та, 90. Константни сме, ако правиме за спорт у ракометот? Да. Го имавме кометал Ѓорче Петров, ти жените. Кометал шампион, да. Ја детиште бефали ја уште го памтам, да. Ја уште Вардар го имаме, например, Вардар исто многу добро изрока на у Лига на шампиони. Као тепа една изгубија, после тоа ја изгубија и следната пак беа back to back шампионите, текно како. Ти си аеродром. Аеродром, да. Имате проблем нешто со Вардар аеродром? Ја никогаш сум немал проблем со никој, да. Мислам, не, тоа го има по... Не, да бе, малски се тие малски причи, као Ново Лисиче, например, ти навива за Вардар, брат. Ти текно Ново Лисиче се комити Ново Лисиче, доека еден булевар ги дели со Фемили аеродром, ме разбираш? Ама две различни бранши се, као овие се за ракомет и фудбал, овие се за баскет. Тука нема љутиш. Од тие причи не си влегол? Па не дека не сум влегол у тој свет као тинеџер, идев на утакмици и со Вардар, и со Фемили аеродром, идев на утакмици, текно, пошто тука ти се локалци, ти се сите тие со кои што седиш на дневна база, со кои што пиеш кафе, со кои што правиш муабет и комуницираш и, например, идев и со Фемили аеродром, идев и со комити на трибина, меѓутоа, мислам дека од мојата генерација ретко кој тинеџер не ја помина таа фаза на навивање. Ти текно. Имаш интересни дешавки, ствари ти се пофали дека си бил мирно дете? Па да, бев многу мирно дете, така да. Не, тоа ми останало и ми оставило некој белег, нели, у овој живот и у сето тоа што треба да го правам понатаму, ради тоа што, например, на тие трибини и на тие дружби сум научил дека верноста, почита и образот никогаш нема да ги купиш со пари. Ќе ги купиш само со тоа колку си ти докажам помеѓу некои луѓе и колку тие луѓе тебе те поштуваат. До ден денеска имам пријатели од, например, од двете навивачки групи кои што да им се јавам било каков проблеми да имам и да не е проблеми да ми треба било каква услуга, они ќе ми ја завршат ради тоа што ти текно тука сме биле еден за друг, затоа што кога улицата е мајка, она не дели кој колку има, она дели борец од пизда.
Јасно. Разбираш? Јасно. И Тука... тука ама не, уствари за спортот, ако конкретно правиме увете, здраво да има навивачки групи и да има ривалство. Не ја мора ги да сакам значи многу навијачките групи, ради тоа што Апсолутно, они се затоа одиме на- значи како што е урбаната култура некое си само движење, као хип-хоп, графити, скейтбординг, не знам, бајк возење, паркур. Ја имам тренирал паркур 8 години од Веле, знам многу ликови што тренираа паркур као Баже, Цоци, ти текнува. И заедно вежбавме долго време. Тоа ти е некоја друга субкултура, као ултрас култура, која што си има своји принципи на однесување, свој начин на функционирање и све останато. И тоа треба да остане така. Навијачките групи не треба да се казнуваат или не треба да се омаловажуваат, да се деградираат, туку напротив. Треба да се фураат ради тоа што чуваат некој дух на урбана култура. Растење, градење, брат за брат, сестра за сестра, брат за сестра и натаму све. Нема, затоа кажувам, тие навивачки групи ако не се атмосферата на стадионите каква ќе биде? Театар. Па значи, да. па затоа кажувам, Да. значи, одам на надпревари, уживам, не знам, дали се комити, поздрав до Гемиджи, Чкембари, мајму, не битно, значи каде Нема веза. да си. Значи ако се тие присутни, има атмосфера. Тој ултрас лајфстайл, пак ќе ти кажам, тој ултрас дел на навивање, на тоа, на самото собирање на пари и купување, не знам, сега не ми текна. На шалови, дуксери, дај ми го стручниот збор за тоа, бе, како беше. Добро, се Па не е мрч е поново. Чекај, ќе ми текне. На самото добро, немам везе, на самите продукти што ги произведува таа навивачка група, нели као дуксери, шалови, капчиња, било што и да е, придонесува за на трибината да има нова кореографија, да се купат спрееви, да се купат, не знам, банери нови, знамења, ти текнува. И самиот тој цел момент доведува до тоа ти да функционираш како една голема фамилија. Значи сите поддржувате еден клуб, се борите за него и правите се што можете за да победи. Идете да навивате, така. Правите кореографии, цртате графити, давате пари на клубот кога нема. Значи јас знам за МЗТ дека Фемилија Аеродром имаат платено не знам колку пари и го имаат спасено МЗТ од пропаст. сега брзо има, не знам, комити спас за Вардар имаше исто. Исто, и комити спас за Вардар. Од друга страна, хуманитарни акции. Значи, кога и да требало за хуманитарно нешто да се организира, навијачките групи биле први што го организирале, без никаков пардон и без никакво одма си идело за све тоа. Додека, например, законот у многу наврати не застанал позади нив и не застанал да ги поддржи, туку биле како, вие сте хулигани. Да, хулигани сме И без нас не функционира спортот не на крајшто. функционира, не функционира. Иди на празна трибина и игре фудбал. Еве ти, у корона видовме како функционира све. На ништо не личи. Ама не општо, еве, не знам, Вардар го спомна ракомет. На Вардар кој и да дојде да гостува, си одат вака. Препотени, жива вода. Така оти е хаос на трибини, оти тоа не дај Боже да си противник. Не кеш да си ко да си влегол у сала со гладиатор. Тоа е ками има, значи тој е осмиот играч на ракометарите на крај кај за ракомет да го Ете за ракомет, за кошарка публиката е шестиот играч. Не се. Муабетот ми е дека без навивачи и навивачки групи нема спорт, нема култура. Ретко кој може да каже, например, од мојата генерација дека не навивал за некој клуб или не поддржувал или не бил барем една утакмица на трибина со навијачи. Јас сум растен таа генерација со жито Вардар кошарка, правиме за кошарка. Имавме американци, Турман, Едвардс, значи тоа беше тотално така, че немав 6-7 години сум идел и на тренинзи. Значи тоа беше лудо. Јас сум растен со тогашни вампири, растен сум јас скопска кола кога ќе видам на улица во Велес да дапцујам. Да ја скршам. Брат, да дапцујам. Јас сум растен со песната, значи од оваа перспектива сега, од оваа, значи пази што сум пеел како дете, да даде Господ да се врати, значи, ама тоа се дешавало по трибини, сум бил влезен у тоа, значи едноставно не си ни размислувал што кажуваш. Значи одиш, бодриш, пееш, што пеат они пееш и ти, и тоа е уствари атмосферата, тоа е убавото. Тоа е тоа. Тоа е тоа. Тоа е тоа. На страна од спортот. Кажи ми дешавки, многу ме интересира, ти сум 100% сигурен, значи одиш секаде, имаш секаде на ивенти настани, мораш да имаш барем топ 3
дешавки што се дешавале, што биле тотално откачени луди, нема врска тепачки, жените се нафрлиле, нешто најоткачено што ти се десило. Мора да имаш такви работи. Па нема, брат, искрено. Знаеш зашо нема? Ради тоа што не, стварно ти кажувам. Ради тоа што секој пат кога настапувам имам луѓе околу мене што движат пред мене, позади мене, околу мене, и тоа ми се све многу блиски луѓе и они Си безбеден. да, ја држат таа публика на дистанца. Меѓутоа не значи дека не можам да бидам нападнат или не можам да бидам повлечен. Например, Струмица ми се деси, два бона настапуваат, у Аватар бевме, два бона настапуваат пред мене, на пола настап јас се симнувам, девојка ме факи и тргава ме залапат и текнува. А обезбедување имам околу мене. Милион такви работи си има десено, меѓутоа, знаеш, некако не сум им обратил толку многу пажња ради тоа што на крајот од денот таму сум за професионална ствар, ангажман и таму сум за тоа да го изработам, да го завршам тој настап, да идам да легнам, да спијам и се бајле, да се разбудам и да отидам на друг. Дали самото тоа дека имаш такви девојки што не ја знаеш, не ја познаеш, и да те залапа, тоа е тотално откачено. Па не дека види чудно е. Замисли еве девојка Чудно спомна. е. Замисли девојката, ете ја седи таму на масата на пример. Ти завршиш со сцена и идете залапува било Абе која. чудно е, тоа ти кажам, чудно е, меѓутоа некако почињаш да ги навикнуваш тие работи, да се носиш со тоа све и да тераш и да немаш гајле на крајот од денот за тоа што се дешава и гледаш само да го истераш настапот професионално, да завршиш, дојден си за работа, да им направиш на луѓето да се чувствуваат добро, да се чувствуваат пријатно, убаво, да си поминат кој што треба и да си отидеш дома. И утре да остане добар збор за тебе. Забавате викнат. Да. Што те? Да. Кажи ми, планови имаш нешто друго? Па, што знам, имам у план да извадам, сега ти викам, имам неколку песни што сакам да ги извадам. Да, треба да снимам спотови за нив. Мислам, генерално имам многу песни, ти кажав дека имам албум спремен, меѓутоа ти ја кажав и причината зашто не го извадив. Кажи, Тоа ако дојде сега, не знам, фолкер. И ти Добро. викаш дует. Што правиме со тоа? Па немам проблем. Немаш, Немам така? проблем. Музика е музика, брат. Тоа е те најчесто има такви, значи имам проблеми, ка не сакам едноставно. Ама не, знаеш, тоа знам. знаеш како е целиот момент. Не можам ја тебе да те осудам на прво доаѓање и според тоа што си ти. Значи ја не можам тебе да ти кажам, брат, знам дека ти пееш, на пример, фолк и ти ми доаѓаш, еј брат, сакам песна и ја ти речам, а не, ти си фолкер. Од кај те знам? И тоа се случува Може- во Србија, секаде се случува дека имаат. Ама сегде сите работат со секој. Еве ти го Цоби со Само јако, на пример. Со Стоја. Хит, бенгерчина. Нема везе. Муабетот ми е. Не можам ја тебе да те оценам по тоа што си ти, ја морам да седнам прво со тебе, направиме муабет, да видам до кај идеш. Која ти е креативната точка на тебе и оска и на каде движиш? Дали можеби можеш да се снајдеш у некој друг стил? Дали може да извадиме нешто од тебе што до сега не го виделе другите, ме разбираш? А да имаме фидбек и двајцата. Тоа ти кажам. Значи, не би одбил со никој, па тамани човек од улица ми дојде, брат, сакам песна да правам со тебе. Да знам дека прави музика и да знам дека работи и да ми пушти 2-3 квалитетни работи што мене би ми фатили уво, ај, дојди. Ке седнеме у студио, ке работиме. Така ќе излегуваат и нови. Ја за тоа и сум тука. За тоа и сум у тоа е тоа. У Тоа е. првата епизода. Значи, знаеш како, за прва епизода, значи Таско е тоа. Значи тој беше муабетот, тоа е тоа, Таско. Тоа ти кажувам. За тоа и сум тука. Ради тоа што кога е нешто добро, квалитетно и ново, ќе го поддржам. 101%. 102,3. 100, можеш да бидеш и појак, 102,3. Фристайл немало подобар, значи имам слушнато од повеќе луѓе, немало подобар одржава од Таско. На таа тема што сакаш да кажеш? Пушти бит. Да, тоа по тоа и ме познаваат многу луѓе, како така и се имам запознаено со многу луѓе. По самиот фристайл и по тоа што знам да фрлам по некоја рима негде, на седење, на блеа, на снимање, погото
у последно време поголемиот дел од песните ми се на фристайл направени, не ми се онака како да пишам тексти, текно пуштам бит, палам микрофони, рецитирам и буквално се губам у тој свет на музика, ме разбираш? И тоа ти е како уметник да земе бои, палета цел и да почне шляк, шлюк, па, и на крај да испадне некоја прекрасна слика. Момент на инспирација, пукаш и тоа е тоа. Ама кога е момент на инспирација? Кога не е момент на инспирација, јебиха. Сакаш да пробаш? Пушти бит. Премиерно? Таско, у тоа е тоа. Таско, тоа е тоа. Рока фристайл. Фри. А ти да ми даваш зборови? Полиција. Влегувам на бит, глеме сијам. Позади плави светла прати. Полиција. Каде сакам ја идам. На фристайл, биди бам, глеме како дигам. Кучиња. Дај ми нов збор за да кинам. Гледај ме си измучија. Они влагаат на бит, јас сум као кучиња. Цела глутница, овдека лудница. Ја рецитирам и си пудлица. Јас сум питбул, гледај како гризам. Они пизда дека се уште се рапери у криза. Немаат ни чиста мисла, ги пукам ко Васили Зајцев и нема да ме стигнат. Трчаме по пари. Но златен ланец уствари. Што? Кажи ми ти како сакаш. Ја влегувам на бит, го правам масакар. Дали вака, така, гледај снимам, така. Ко да правам трака. Таско ко пари из Дакар, чекај како? Ја влегувам, сум нов, не стар. Влегувам и снимам подкаст. Кажи. Дали сакаат сум all star. Тимот ми е all star, цврсти као коска. Влегувам на бит, не ни спијам. Ја влегувам на бит, не ги мислам. На мене злато свети, гледај сија. А у крв горат над 3 промила. Кажи ми ти која. Али тоа е тоа. Кажи која. Дека тоа е тоа. Кажи која. Дека тоа е тоа. Сезона 1, епизода 1, идете си дома. Каква будала, човече. Ту ствари вака можеш да правиш? Без престан, да. Од одамна рецитирам и правам фристайл и немам проблем. Ради тоа ти кажав давај ми зборови. Многу ми е полесно кога некој ќе ми каже збори ја да го isprocesирам. Со и седмица сум у глава. Пукам одма со рими. Одма процесира све. Решаваш, си седнуеш, пушта некој, си газиш, одма песна. Да бе, да, сам си пуштам, сам дома имам опрема, све сам си правам, си пишувам текстови сам битови си наоѓам, сам мелодии правам. Микс мастер едино само други луѓе ми прават, и тоа што него научив тој инженерски дел од музиката, меѓутоа ми е гајле. Па не знам, ја прв пат имам ваква можност, ствари јас сум малце тотално е лудо. Оти како, песна извади братот. Дека тоа е тоа. Дојди, тоа е тоа. Тоа е тоа. Која ти е така уствари од хитови? Не знам, мојот, како ти е? Мојете пишана на клупа, тоа го имам кажано на многу интервјуа, на клупа со Кун имаме седевме, том пушти бит и ја бев, аха, Ајде, добро, не седам така. добро, добар е битов и он почна, и уствари првиот момент за мојот беше стај флаша, волет може, и не знам, за сите рани сипај розе. Текно како розени беше. И Кун беше у фазон као брата, мојот да биде, брат, сними му, викам као сакаш и вака и така е твој рефренот. Утре дента дое со рефренот, брат. Утре дента дое со најјакиот рефрен што некогаш беше направен, брат. И Кога сака. И бевка, а ти пишувам верс. За 2 дена отидов со верс и трнав јас напред и позади и оставив пали. Имаме хит. Да, имавме хит. Знаевме дека имаме хит. Знаевме уште од старт, уште кога снимивме, свесни бевме дека имаме хит у рука. И дека тоа ќе не фрли негде кај што не сме ни замислиле. Следно е дека тоа е тоа, и за фановите на Манчестер. Да, и за фановите на Манчестер, да. Мора да дека тоа е тоа. Уствари можеш да го врзеш.
дека како ќе му дое, дека сме најнапатени, тоа е тоа. Брат, зашто губиме дома, па тоа е тоа. Па тоа е тоа. Оти го имаме играчка како Мегваер, дека Тоа е тоа, дека тоа е тоа. И бевме први од стално, дури не, дојде Роналдо, па тоа е тоа. Усвари дека не си замена Ферги, Да, дека тоа е тоа, дека тоа е тоа. Па тоа е тоа. Си имал дешавка или е муавет? Те заклучиле некаде у врат, не знам, у веце? Ме заклучиле, да. Да? Да? Од каде овие информации? Затоа викам, дали е муавет? Дали е муавет? Ама зашто ме заклучиле? Не знам, брат, ти кажи. Не, у канцеларија бев заклучен ради тоа што имав еден настап каде што така не помина кој што треба и бев заклучен у канцеларија од газдите и беше муабетот као тој менаџерот твој, викам ја дали дојдов, дојде, си ја заврши ли работата, си ја заврши. Ти ги парите на тебе, ти за хотел, а твојот менаџер нека дојде, нека ги земе. Океј. Нека дојде. Океј. Поли кур. Гајле ми е. Не усар, тоа е тоа. Ја си го направив моето. Барете менаџерот. Па, тоа беше тоа, реално, шо, ја дојдов на настапот, тоа што немаше луѓе, не е мој проблем, ти текнува, да, ја влечам луѓе со мене, меѓутоа имало и полиции, не знам што, ваму, таму, значи, голема беше таа цела работа и си настапив и тоа е тоа, дека тоа е тоа. Тоа е тоа. Може да испадне устари добар рефрен, дека тоа е тоа. Дека тоа е тоа. Полиција, не влезе у полиција. Ништо. Имаш проблеми со закон, со полицајци, со... Океј, може да ти бидат колеги, али не ти се. Знаеш зашто немам проблеми? Заради тоа што никад не сум ни сакал да имам проблеми со закон, а сум имал, не дека сум немал, као уште сум на суд за една ствар што се деси од 2019 година. До ден денеска се влечам на суд за огромен проблем. Не смеам да зборам за тоа, меѓутоа ти кажувам, од 2019 е случката, 2021 сме и уште се влечеме по судови. Молим, да. И целиот момент е дека не сум сакал да бидам од таа страна на проблемите, иако сум ги имал многу, иако сум влагал у ризици, меѓутоа некако као да ме прати среќа цел живот, као ме прати оној добриот човек, ангел да го речам од позади и само ми вика, не го прави ова, не ти е добро. Да. И сум као, добро, ај нема го направам и стварно не го правам. А вечерта кога се деси тој проблем што го имавме, што ти зборам од 2019, не пиев, значи уопште една капка алкохол се немав напиено и отивавме у диско. И се деси вака. Хаос. А ја пред да отидеме им викав као деме ку фазон бев, брат, дај да не идеме, не ми си иде, знаеш вака така и они беа као, ајде брат, ки идеме сите другари, бе. И бев добро, ај као, а у план ми беше последна вечер да искочам и после тоа ти текна, пошто само што почнав со кариерава да пливам и викам, ај ова ќе ми биде последна вечер како искачам и тогу ќе биде, нема да искачам веќе. Мамата у пичка. Мава и слободно ти реков декорас. Мамата у пичка. И се деси фрка и... Си се влечеш по суд уште? Да. Добро, и тоа е на крај крајшта за народ. Па, и затвор е за луѓе, штала е за животни. Дека тоа е тоа. Дека тоа е тоа. Дека тоа е тоа. Кажи, имаш план со кого, како, шо нешто за дует, за... Па тоа ти викам, следно ми е со Раста, договараме да снимаме сега, после тоа најверојатно ќе вадам неколку соло проекти, со Двабона сме у некои преговори да се вратиме назад, мислам, имаме некој муавет да направиме песна заедничка као моет, мислам, ја имаме песната, направена е многу одамна и е моет на стероиди. Искрено да ти кажам, значи моет на стероиди, тоа е Hulk успоредба со моет. И така, ќе истераме, ќе видиме периодов како ќе биде, само да, дај Боже, да не послужи целава ситуација, да има настапи, за да може да реализираме све. Нама нека се смири ситуацијава. Да, и мене не ми одговара, Да, да функционираме сите, оти
Да. Е хаос, значи окей, мислевме сите 3 месеца, 6 месеца, година, окей, лето ќе дојде, ќе заврши, ќе помине, уште трае. Оти имаме нов хит, дека тоа е тоа. Кажи ми, дали треба да пијам вода? Дека тоа е тоа. Уствари ќе снимаме песна за дека тоа е тоа, свајте и тоа трати и за Манчестер ќе оврземе се до тоа. Манчестер губи дома. Епа тоа е тоа. Колку сме? Колку сме? При крај сме. Окей. Брзо си мине времето. Окей. На наше задоволство на сите, ствари, што разговаравме кој да ни биде прв гостин, си ти. Знаевме дека вака ќе отиде времето. На многу добри теми правевме муавет, ми се допаѓа мене тоа. И на многу добри теми што нигде не сум правил муавет, отворив карти. Затоа викаме последните минути устари од нашето денешно дружење. Дали имаш нешто да си кажеш што ти лежи на срце? Па макар и да опцуеш некој, слободно се што сакаш да кажеш, да мотивираш некој народ, некој нов што сака да влезе во твоето живење и така натаму. Почнете да работите. Млади луѓе, почнете да работите на било што и да сакате. Значи, дали тоа било крипто, дали тоа било музика, дали тоа било видео, дали тоа било цртање, дали тоа било не знам, правници да сте као Бубе. Или било што друго, фудбалери, кошаркари, работете на вашата ствар. Еден ден све ќе се оствари. Зошто? Тоа е тоа. Дека тоа е тоа. Ми се сеќа дека ствари измисливме нешто што ќе оди понатаму и верувам дека ќе го запазам дека тоа е тоа. Ќе тераме да брзо си мине времето. Да им се заблагодарам на сите наши спонзори, помагатели, затоа што без нив, брат, немаше да бидеш ти тука, немаше да бидам јас тука, немаше да се дружиме, немаше да уживаме. Тоа е твоја работа. Дека тоа е тоа, дај ми стотке се ќе кажам. Да. Да им заблагодариме на Atlantis Invest Group, значи целиот комплекс каде што се наоѓаме во оваа просторија е благодарение на нив, значи Atlantis Invest Group. После да спомнеме уште еднаш Декорас, значи ова прекрасна маса, брат, ако не беа они немаше да имаме. Слободно мавај, дај секирата, мавај слободно. Сите предмети што ги гледаме околу нас овие се Ке ни треба за долго студиото. Ке ни треба, брат, ама слободно ваа мавај издржува. Овие предмети чинја позади нас кои многу сме им благодарни што ни помогна и што ни ги дадоа, се дело на Dematelihome Group центар. Братче, значи они ако не ни даде овие немаше, ќе ни биде празно, ќе ни биде тажно, ќе ни биде неубаво. Стике ми се свиѓаат, ова може и за дома, си ја земам The World Is Yours. Правите нова после, ми е гајле. Сликата е за тебе, брат, Таско ти ја подаруваме. Ќе им кажеме во Унистар, ја дадовме на Таско, верувам дека ќе бидат благодарни затоа што е точно на право место кај Таско. Значи, сликата е дадена кај Таско Унистар, ќе ни дадете нова. Брат, и Сталачево да го поздравам. Не Сталако да го поздравам, нормално да ги поздравам Дореми, затоа што без нивна помош ќе немавме ни Сталак. Фала ви на сите уште еднаш, ќе ве повторам уште еднаш, благодарение на вас немаше да бидеме вечерва овде собрани да се дружиме. Atlantis Invest Group, Декорас, Dematelihome Center, The Gents Gift, офицерски, питите, врв. Кеги Моби, Унистар и Дореми. Брат, имаме за тебе едно внимание од The Gents Gift. Значи, ова е за тебе. Верувам дека ќе бидеш многу задоволен. Ова е за совршениот джентлмен. Верувај ми, брат, дека ќе бидеш многу задоволен. For special guest. За Таско. Фала многу. Сакам да упатаме на огромна благодарност до Кеги Моби, затоа што телефоните брзо ни се празнат. Они ако не се, нема како да ги полниме. Поздрав до офицерски, затоа што ако не беа они ќе бевме гладни, брат, нема да можам да зборувам. Кога сум гладен, не зборувам. Ви благодарам што бевте со нас. Чекајте не за следната емисија. Уживајте со нас. Дека тоа е тоа. Таско, дека тоа е тоа. Имаме нов хит. Дека тоа е тоа. Дека тоа е тоа.